Добре дојдовте. Денес нурнуваме длабоко во светот на Nmap за да ги разоткриеме неговите основни техники за скенирање портови. Ова е неверојатно моќна алатка, а разбирањето на нејзините темели е апсолутно клучно за секој што се занимава со мрежи и безбедност. Значи, како всушност се наоѓаат отворените врати на еден сервер? Целата приказна се врти околу ова прашање. Замислете го серверот како некоја огромна зграда со илјадници и илјадници врати. Како да се дознае кои од нив се отклучени? Епа, токму тоа го прави сканирањето на портови. Систематски ги проверува сите тие врати за да види кои услуги се активни и слушаат. Еве го нашиот план на игра за денес. Прво, ќе ги поставиме темелите, што се портови и во какви состојби можат да бидат. Потоа, ќе разгледаме 3 клучни техники на сканирање: директната, прикриената и онаа специфичната за UDP. И на крајот, ќе видиме како да ја преземеме целосната контрола врз нашите сканирања. Океј, ајде да навлеземе во ова. Пред воопшто да извршиме какво било скенирање, мора да го разбиреме јазикот на кој зборуваат мрежите, портови, нивните состојби и начинот на кој тие комуницираат. Наједноставната аналогија што се секогаш функционира е ова. Ако IP адресата е улицата и бројот на зградата, тогаш бројот на портот е бројот на станот. Тој му кажува на мрежниот сообраќај точно каде треба да оди, без разлика дали е тоа веб сервер на порт 80 или пак некоја услуга за e-пошта на сосема друг порт. И сега, можеби некој си мисли, па добро, портот е или отворен или затворен, што е тука комплицирано? Ама реалноста, благодарение на заштитните ѕидови, е малку покомплексна. Nmap всушност користи 6 состојби за да ни даде многу подетална слика. Отворено и затворено се јасни, но филтрирано значи дека некој заштитен ѕид ни го блокира пристапот, па Nmap не може со сигурност да каже каква е вистинската состојба. Останатите состојби пак даваат уште поголема прецизност кога одговорите се двосмислени. Добро, за да сватиме како Nmap воопшто ги дознава овие работи, мора да дзирнеме во срцето на комуникацијата, TCP заглавието. И не се плашете од сите овие полиња. Нас не интересираат овие мали знаменца од 1 бит, особено SYN, ACK и RST. Замислете ги како глаголи во мрежниот јазик, со кои се започнува, потврдува и ресетира една врска. Nmap ги користи токму нив за да поставува прашања и да ги толкува одговорите. Да почнеме со наједноставната и најдиректна техника. TCP Connect скенирањето е буквално како да приидете до врата, да тропнете и учитиво да чекате некој да отвори и да ве поздрави. Тоа е еден целосен, недвосмислен процес. И еве како изгледа тој разговор, кога портот е отворен. Прво, Nmap праќа SYN пакет, што е како да вели: "Еј, сакам да зборуваме." Серверот одговора со SYN/ACK, велејки: "Супер, и јас сакам, еве ти потврда." Конечно, Nmap го праќа последниот ACK за да каже: "Прифатено, врската е воспоставена." И бинго, ракувањето е завршено. Nmap сега со сигурност знае дека портот е отворен и веднаш ја прекинува врската со RSS/ACK пакет. А што ако портот е затворен? Па, тогаш процесот е многу побрз. Nmap го праќа својот почетен SYN пакет, но наместо учтив SYN/ACK одговор, серверот веднаш враќа со RST/ACK. Тоа е директен и јасен одговор. Никој не е дома, нема услуга тука. Продолжи понатаму, јасно и гласно. Значи, кога би се користело ова скенирање? Па, главната причина е кога немате администраторски привилегии на системот од кој скенирате. Nmap тогаш користи стандардни системски функции достапни за секој корисник. Недостатокот? Прилично е бучно, бидејќи воспоставува целосна врска, многу лесно се забележува и се евидентира од страна на целниот систем. Добро, сега да преминеме на еден многу по-префинет пристап. SYN скенирањето, често наречено и полуотворено скенирање, е стандардниот и убедливо најпопуларниот тип на скенирање, и тоа со добра причина. И тука лежи гениалноста на овој метод. Исто како и претходно, Nmap испраќа SYN пакет. Отворениот порт одговара со SYN/ACK. И токму тука, во овој клучен момент, се случува магијата. Наместо да го испрати последниот ACK и да ја комплетира врската, Nmap веднаш праќа RST пакет, нагло прекинувајќи го процесот. Добива доволно информации за да знае дека портот е отворен, но никогаш не ја воспоставува целосно врската. Главната предност секако е прикриеноста.
Многу системи и апликации се подесени да ги евидентираат само целосно воспоставените врски. Со тоа што го избегнува тој последен ACK чекор, син скенирањето може да остане под радарот на основните механизми за евидентирање. Плюс побрзо и поефикасно. А оваа слика е совршен доказ. Горе го гледаме целосниот разговор на Connect скенирањето, сите 4 пакети, а долу прикривеното син скенирање. Гледате SYN/AK и потоа директно RST. Го нема третиот чекор од ракувањето, го нема последниот AK. Ова е визуелната разлика помеѓу учтиво прашување и ефикасното зиркање. Сепак TCP е само половина од приказната. Скенирањето на UDP портови е сосема поинаков предизвик, бидејќи UDP протоколот работи на фундаментално различен, помалку приказлив начин. Оваа аналогија е можеби најдобриот начин да се свати разликата. TCP е како телефонски повик. Потребно е да се воспостави врска, двете страни потврдуваат дека се слушаат, сигурно е. UDP од друга страна е како да фрлите разгледница во поштенско сандаче. Само ја праќате и се надевате дека ќе стигне. Нема потврда, нема гаранција. Тоа го прави брз за услуги како DNS или стриминг, но и многу потежок за скенирање. И тука работите стануваат малку наопаку, тотално контраинтуитивно. Кога Nmap ќе испрати UDP пакет на отворен порт, најчесто не добива апсолутно никаков одговор. Само тишина. Ама ако портот е затворен, тогаш оперативниот систем на целта љубезно ќе врати ICMP порака која вели: "Еј, овој порт е недостапен." Значи, да повториме. Кај UDP скенирањето, тишината е злато. Отсуството на одговор е добар знак. А овој приказ од Wireshark го потврдува токму тоа. Гледаме како Nmap испраќа UDP пакети. Како одговор добиваме поплава од ICMP пораки. Секоја од нив ни кажува дека одреден порт е затворен. Оние портови за кои не добиваме ваква порака, Nmap ги означува како отворени или, за да биде повнимателен, отворени, филтрирани. Добро, откако ги знаеме основните техники, време е да ја преземеме контролата. Nmap нуди огромен број на опции за да ги прилагодиме скенирањата точно според нашите потреби. Да почнеме со опсегот. Наместо да се скенираат стандардните 1000 најчести портови, можеме да бидеме многу поконкретни. Може да се наведе точна листа на портови, цел опсег или дури сите 65535 портови со -P. А за една супер брза проверка, -F ги скенира само 100 најчести. Многу ефикасно. Брзината е клучен фактор. Nmap нуди шаблони за тајминг од T0, што е параноично бавно, до T5, што е лудо брзо. Стандардно е T3, што представува добар баланс. T4 и T5 се многу агресивни и лесно можат да ги активираат системите за детекција на упад. Од друга страна, T0 и T1 се екстремно бавни и прикриени, дизајнирани да избегнат детекција по секоја цена. За уште пофина, грануларна контрола, постојат опции како Mince Rate за да се ограничи брзината на испраќање пакети, што е одлично за прикриеност. Спротивно на тоа, Mince Parallelism го принудува Nmap да одржува одреден број на сонди во исто време, со што значително се зголемува брзината на скенирање на повеќе хостови. И тоа е суштината на целата работа. Совладувањето на овие основни скенирања не е само некаква техничка вештина. Тоа е способност да се види дигиталниот отпечаток на еден систем, да се разберат услугите што ги нуди и секако да се идентификуваат потенцијалните слабости. И на крајот, поентата е оваа. Разбирањето на овие скенирања е од суштинско значење, без разлика дали градите одбрана или ја тестирате. Прашањето не е само како се скенира, туку зошто. Дали ова знаење ќе се искористи за да се зацврсти заштитниот зид, да се потврди конфигурацијата на некоја нова услуга или едноставно да се разбере сопствената мрежна изложеност. Ова е навистина моќна алатка, а сега имаме увид во тоа како таа размислува.